ова е навистина една уникатна можност и за нас, да сме домакини на колега од Шпанија. Ова е прва соработка со училиштето Камп де Турија од Лирија, кој што е 25 километри оддалечено од Валенсија. Колегата е колега по англиски јазик, меѓутоа тука е во својство на представник на училиштето и посетата е во врска со нивната заинтересираност, конкретно да научат повеќе за Еразмус програмата и Еразмус проектите. Нивното училиште е акредитирано училиште, меѓутоа се нови во Еразмус програмата, а ние како училиште со претходно искуство, веќе 5 годишно и 5 реализирани и завршени проекти, му посакавме топло добре дојде и во текот на ова недела имаме подготвена агенда и програма по која што ќе работиме и ќе следиме со цел да стекне малку пошироки знаења, да биде поинформиран во врска со можностите на Еразмус програмата, досегашните наши искуства и придобивките од истите. Колегата ќе има можност да разговара со наставниците кои биле претходно вклучени во Еразмус програмата, како и со учениците, па ќе може и од нив лично да дознае повеќе за ова прашање. Јас како координатор, Еразмус координатор во училиштето, би истакнала дека има повеќе придобивки, и тоа не само конкретно од темите кои што ги обработуваат Еразмус проектите, туку најголемата придобивка за мене е широм отворени прозорци кон светот, кон Европа, за нашите ученици и наставници, нови стекнати знаења и нови пријателства кои што ќе речам дека се трајна придобивка од Еразмус програмата. I'm here, Job Sarwin. Јас сум првиот представник од моето училиште со можност да оди во странство и да учи нешто повеќе за програмата Еразмус Плюс, бидејќи нашето училиште е ново во оваа програма, а сега сум кај домаќини од училиштето Кочарацин Куманово, затоа што тие веќе имаат претходно искуство. Целта на мојата посета е, освен што ќе научам повеќе за Еразмус програмата и за придобивките од истата, една од целите ни е и да осмислиме и да работиме заеднички на нов проект. Веројатно темата на новиот проект ќе биде новите технологии и нивното влијание врз животот на младите, меѓутоа и сепак негативното влијание врз менталното здравје на учениците и младите луѓе. Па на почетокот на оваа година, по препорака на еден наш колега, кој што претходно работеше во едно училиште во Барселона, со кое што Општинското основно училиште Кочарацин Куманово имаат веќе реализирано проект, по негова препорака стапивме во контакт со Еразмус координаторот од училиштето и од тогаш до сега имавме неколку виртуелни средби и еве соработката продолжува, затоа сум тука. Се она што ќе го научам додека сум тука, ќе го пренесам и ќе го споделам со моите колеги со цел да бидеме активно вклучени во Еразмус програмата.